Es besteht Übergang zur S-Bahn, zum Fernverkehr sowie zum übrigen Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. На железничката Майнхам те враќа 2006 година. Да, Майнхам, Албанов. Тука некаде е таа големата река, што вика Ѓорѓе Балашевиќ. Извини, велика река, мора да сум преко. А јас сум морал преко. Јас сум морал преко. Јас така одем преко таа голема река секоја вечер, секое утро. Како ќе ме фатеше враќањето од Берлин, од Хамбург, од Лајпциг, Нинберг, Келн, Дортмунд. Бидејќи беше сместен тука. Да, на бе светското сместен. првенство во Германија 2006 година бе сместен во Колку дена беше во Германија? 42 дена од почетот до крај на Значи светското 42 ноќи проаѓаше реката. Па не 42 ноќи, чат пат спие по возови, ама сигурно на 25 пати имам по минуто. И од тие 25 пати, 3-4 пати имам трчано. Трчано преку реката? Трчано преку реката. Зашо? Имаше едно коректно предупредување дека се случувале некои непријатни работи, бидејќи реката и може секи се обидеме да ја најдеме. Се обидеме, тука е близко до железничката, не е многу далеко. Се случувале непријатни работи, као скокање у река, фрлање и така натаму, така натаму. За да те оплячкаат. Па да. Ајде. Не сум сигурен дали тоа беше, ама имаше такви некои дојави да ги кажам, тоа за хладилница, така да мораш да бидеш внимателен. Продукција скок, тимот скок ходи понатаму. Еве не со брзите, најбрзите ИЦЕ возови на големата железница во Майнхам, каде што има голем број на трансфери, а оваа патека што се простира под нас беше као моја трим патека, секогаш кога го испушта последниот трамвај или автобус за да се префрлам од Майнхам до Лудвигсхафен, го одев ова пешки. Отприлика едно фудбалско полувреме, 45 минути беше одењето. Ни малку, ни многу, таман. Тука сме во Майнхам, на обалата на реката Рајна. Овој мост што го гледаме го поврзува Майнхам со другутов со Лудвигсхафен. Лудвигсхафен е всушност градчето каде што ти престојуваш за време на светското првенство во Германија 2006. Еве оваа река, убава, длабока. Овој мост што го гледате сум го трчал. Сам валево у 3-4 сат побрзо да го поминам. Шпринт као Усеин Болт по мостот. За секој случај. Не да е Боже што би рекол Ѓорѓе Балашевиќ. Али добро, ова сигурно е од пред 20 години доста променет ова како го гледаш сега. Па не можам на сега се сетам, има доста измени, точно. Али реката е таа. А и мостот е тој. И мостот е тој. И мостот е тој. Ајде. И сега одиме преку река?
Ајдемо. Немој сега детски изгледа. Е го тунелот, преку кој што треба да се појават скаличките кои што ќе накачат горе на мостот. И се надевам дека овој тунел не си го проаѓал 3 сата бајне. Јас, знаеш кај сгрешив? Кај дворот со ходите деца, требаше лево да фатиме и се качуваш директно на мост. Ние Ево го тунел. прати ја дечиња. Мурали, барем на Китај. Сега сме кратко. Тука сме, а? Фудбалот носи многу задоволство, многу радости, многу спомени. Насловот, рубриката, идејата My World Cups, која ја продуцираме на YouTube канал, е токму тоа. А овде сме на големата река Рајна, овде сме на еден мост подолг 200-300 метри, еден спомен кој ме поврзува со светското фудбалско првенство Германија 2006, некаде пред 18 години. Многу специфична атмосфера, светско фудбалско првенство во кое известував од почеток до крај, 42 дена престојував од Лудвигсхафен, тоа е градот овде пред нас преку мостот. Позади нас од другата страна на мостот е Мајнхем, еден голем град, 300-400 кој има тртовлигаш во Бундеслигата. Малку се наежив, значи секогаш е убаво кога нешто те потсеќа, те враќа назад, кога е поврзано со фудбалот. Тоа се тие спомени, честопати ме прашуваат, еве и другиот дел од екипата на продукција Скок. Значи 42 пати сум го поминал мостот, помножено со 2,84 пати. Јас велам, може би и повеќе кога сме шетале. И многу пати тука сум трчал брзо, за да го поминам овој мост колку што можам побрзо, некаде во раните утрински часови, ако е тоа, да не речем во раните мугри. Интересно, повторно сме во Германија, овој пат на Европското првенство. 2024 година Германија е организатор. Германија-Шкотска го отвараат мондијалот, а оваа гледка, оваа грандиозна големина на Рајна, ова река низ која пловат големи бродови и се пренесуваат разноразни производи, стоки. Сето тоа е многу ефтино и економично. Навистина е фасцинатно да си повторно овде, каде што си бил пред 18 години, повторно известуваш за фудбалот. Разликата не е светско фудбалско првенство, туку е европско фудбалско првенство. Емоции, љубов, радост, возбуда, искрено и помалку страв од овој грандиозен мост, каде што имаше некои дојави дека, што би рекол нашиот славен Ѓорѓе Балашевиќ, не дај Боже да се нешто случи непријатно, нели? Сепак, и тоа е дел од тој фудбалско-спортски живот, новинарски живот. Секогаш имаш предизвик, дали си на Рајна, помеѓу Манхам и Лудвигсхафен, дали си во Сао Пауло, на Коринтијас Арена, или во Рио де Жанеиро, каде што се фавелите. Таа е таа возбуда, таа е таа неизвестност. Да не зборувам за Џоханесбург, каде што, ајде, буквално се вадат пиштоли на секој чекор. Од тој аспект, Рајна, овој мост, оваа убавина е доста безбедна, доста убава и фудбалски привлечна. Не е ништо далеко од тука. Се е тука околу тебе. Ово е чувството и ова зеленило кој го гледаме на бреговите на Рајна. Тоа сум јас, тоа се моите мондијали, My World Cups. 9 подред
Еден од нив е Мондијалот 2006 година, реков, во Германија, истата држава, истата земја, која сега го организира Европското фудбалско првенство. Сити Ринг, еве го ти реков и дека тука е крзното. Сити Ринг. Го предавме мостот и сега сме у Лудвигсхафен. Лудвигсхафен. Ово гледавме од другата страна. Ja, denk ik, sterk.